Because that was my only, but unfortunately. Very positive in my case. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска, тука, во срцето на Европа, е потврдена новата голема вест. Република Македонија добива датум за почеток на преговори јуни 2019. Нашата земја го заслужи тоа. Лидерите на Европската Унија рекоа да, земјата го заслужува тоа. Европскиот совет прифати дека Република Македонија од заробена држава, киднапирана од режим, за само една година направи пресврт. За само една година Република Македонија е земја на позитивни промени, на динамичен процес на реформи, на инклузивност и општествен диалог. Со политичка волја за решавање на спорови со соседите и јасно изразена визија за европската иднина. Патот на реформи и градење на нашата земја како држава по европски правила е неповратен процес на кој Европската Унија му даде соодветен импулс со датумот за преговори за Република Македонија. Следното проширување, во кое ќе биде вклучена Република Македонија, во суштина консолидацијата на Европската Унија. А консолидацијата, која со право ја бараат лидерите на земјите членки на Европската Унија, ќе биде потполна кога таа ќе ги прифати во своето семејство земјите од Западен Балкан, што ќе ги исполнат условите, се разбира. Процесот на пристапување во Европската Унија не завршува со отварање на поглавјата за пристапување. Напротив, според досегашното искуство, преговорите во просек траат речиси 7 и повеќе години. Ако ја прифатиме оваа динамика и за Република Македонија, произлегува дека преговорите би завршиле со членство во 2025. Токму како што предвидува стратегијата за веродостојно проширување од февруари оваа година. Пред нас имаме конкретна цел. Сега нам ни преостанува самите да ја завршиме последната домашна задача и потоа гордо да влеземе низ портите на Европската Унија. Искуствата од другите земји кои во последните 20 години се зачленуваат во Европската Унија и НАТО, говорат за поголем економски раст и поголем пораст на продуктивноста на трудот. Со зачленувањето во Европската Унија расте и напредокот во структурните реформи за развој на приватниот сектор. Европската Унија е најголем трговски партнер и придонесува за побрз раст на извозот за земјите членки. Земјите членки на Европската Унија покажуваат поголем напредок во однос на институционалната демократија и доброто владење, слободата на изразување, политичката стабилност, квалитетот на регулаторите, ефективноста на владата, владење на правото и контролата на корупцијата. Ова ќе бидат големи придобивки за сите наши граѓани. Оваа генерација македонски граѓани одлучи да решава предизвици за себе, за идните генерации, заради иднината. На 17 јуни, во еден од најубавите предели на Европа, потпишавме договор. Договор со Република Грција, со кој го надминавме 3-деценискиот македонско-грчки спор за името на нашата држава. Граѓаните на Република Македонија повторно во духот на европските демократски манири, кога станува збор за големи национални одлуки, на референдум ќе се изјаснат за иднината на нашата држава. Европски е да му дадеме шанса на понуденото решение и без ниту еден грам сомнеш да бидеме сигурни. Со полн и меѓународно признаен македонски национален идентитет, заштитен и зајакнат, еднаш за секогаш ја внесуваме нашата земја во семејството на стабилни и развиени земји. Нема назад. Од друга страна, верувам дека ова е шанса и за Брисел. Европската Унија не треба да ја пропушти можноста цврсто да вгради уште една алка во синџирот од вредности што ги афирмираме, чуваме и негуваме заеднички. Благодарам.